надвор, не беше тук и беше за нас, за тие што одлучиле да се направи тоа, било непојмливо да тој се предложи од група претеници, а да она не биде. Она објасни и тоа е во ред. И сега она со право може да каже дека она не се сложила, може да тужи него и тоа е демократско право. Чекайте малку, вие поднесувате фалсификат предлог. Кој поднесува? Вашата пратеничка група, тие што сакаат да ги намалат демократските права на граѓаните на Македонија, излегува ваш пратеник и сега вие ни кажувате таму имало некои интерпелации, не знам што. Како е тоа намалување на демократски права? 50 луѓе искочиле, малтретираат 500 луѓе да ги натераат со сила да искочат и вие викате за намалување на демократски права. Тоа е многу убаво што го изјавувате сега, ве слушаат граѓаните. Одлично е, па граѓаните треба да сватат тоа дека опозиција стои. Ама види, има прилика ве видео, затоа не искачат. Да е некој друг може да ги искочат. Тоа не е проблемот. Јас ти кажам, вие ќе добиете избори, така вие кажувате, еве го првиот закон што ќе го смените. Па Мајнел Банка, вие го избравте како па што да ти кажам, предлогот за кредитот ебора, вие го донесовте. Ние бевме тогаш полни, ве спречивме го. Господин Ракич, немојте да се нервирате сега. Ние разменуваме ставови тука. Ние разменуваме ставови и треба да стоиме едноставно секој на својот. Библиотеката, не знам дали имаш вакво истачи. Дозволете ми да го поставам прашањето за треба да го научите, бидејќи очигледно не го знаете добро уставот. Ве молам. Имаше обвинување дека полицијата намерно стои по страна, значи за да не влегува во политички проблем, значи за намерно прави за да предизвика проблем. Не може ова пренесено обвинување кои што се јавува од граѓани кои што се јавуваа во Сител и она што беше пренесено во дневниот печат. Значи да не ги цитирам. Ќе кажам одговорот. Мислите ли дека е тоа надуено или дека навистина полицијата не го регулира што се граѓани? Идејата е да полицијата реагира и да некој каже, еве нас овде не тепаат, а таму кај што треба да тепаат, не тепаат. Па јас сега ќе ви кажам, пошто сте големи демократи. Па ги превртувате тези. Не, и во Тетово има слаба финансиска состојба, тоа што ќе мене. Ако се има добростојче мои родители со пензија, исто се сложам, мали се платите. Меѓутоа и телефонската сметка е поскапа од сметката за електрична енергија. И тоа има. Тоа без телефон може да живеат, ама без струја тешко. Не верувам. Тешко дека ќе може да живеат. И можете да го укинете монополот на телекоминацијата. Не можеме и на Окта. А не го укинувате ни ова. Ама Окта плаќаме ова година не кошта ради начинот на кој што ви ги стишувате договори. Господин Ракич, ние разговараме за нешто друго. Вие сакате да дискутираме за сите проблеми што ги имаше Македонија. Зашто не идете на Битпазар? Еве амбуланта има пред Битпазар, па поише ги изиритирате граѓаните, па ќе искочат. Зашто не тут Тетово? Вие сакате етнички протести? Нема, вие го правите. Етнички судири сакате да предизвикате полицијата да. Тоа ли ви одговара на вас да има етнички судири? Не, вие тоа го правите. Ги тероризирате мирните граѓани на Скопје со барикади од 50 души кои што се платени и ги терате да прават циркузи одека да вртат полици. Знаете што, Скопје е пренатрупан, пренаселен град. Нема алтернатива. Јас се сложам. Дајте ки штрекуваме сега, али обезбедете ми алтернатива за поминување. На треска негде. На која треска? Треска блокирана, партанска блокирана, треба покрај универзална сала. Уличките се 3 метра, знаете. Сте поминале бар еднаш два пати во животот. Така, кај ќе поминете? Застанал, се удриле, викаат полиција, крај на приказката. И за да ги пропушти она што речели, тој што има болно дете, тој срце болесник, треба да дојде, не може да дојде до барикадите. Не може. Абе никој не го спори правото на граѓаните да протестираат. Добро. Затоа и те праша. Прашањето беше нешто сосема друго. Вие некако се возбудивте. Не, врска. Не ги слушате прашањето. Прашањето беше зошто полицијата. Вие кажувате тоа што ви одговара, меѓутоа имате соговорник што ве слуша што зборувате. Тоа граѓаните ги кажат. Граѓаните секако со најголем респект спрема нив. Водителката ве праша зошто полицијата се трга од барикадите. Не, а вие превртувате тезата и викате дека некој сака да ги спровоцира да ги тепаат. Така. Напротив, полицијата е должна да биде на барикадите. Зашто? За да ги спречи можните инциденти кои што би ги имало го спречи депањето на татко на тригодишна девојка. Помеѓу незадоволните луѓе. Но и не само тоа, него да обезбеди функционирање. Ако сакате да знаете, и полицијата е комплетно инструментализирана од ваша страна. Добро, поентата затоа е тргната од барикадите, за да дојде до судири, за да вие го изградите јавното мислење дека таму не знам кој некој платен бил па доаѓал протестира. Имате анархија. Полицијата затоа што законот